Залагањето на оваа влада да донесе што повеќе инвестиции во ТИР зоните во земјава со единствена цел раздвижување и развој на домашната економија останува како еден од главните приоритети. Во таа насока се и активностите за подобрување на условите кои што постојано се надоградуваат во технолошко-индустријските развојни зони, вклучувајќи го државното субвенционирање на идните бизниси како и инфраструктурното уредување на зоните, уверува директорот на ТИРС Македонија Гоце Димовски. Она што го наследив како нов директор на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, има наследени проблеми од минатото. Ние како ново раководство секојдневно работиме да ги решаваме тие наследени проблеми од аспект на инфраструктура, а во однос за новите инвестиции, согласно потребите, секогаш ќе бидеме тука да инвестираме во инфраструктура со цел да ми ги подобриме условите за работниците компании што оперативно работат во зоните. Според заменикот министер за економија пак Маријан Ристевски, развојот на тирзовите може да помогне и во намалувањето на се позагрижувачката миграција, на невработеноста во земјава, но и на растот на платите. Ние преку законски мерки кои што ги подготвуваме, ќе имаме зголемување на платите, моментално имаш нивелирање на минималната плата, меѓутоа се надевам дека со растењето на капацитетите и отворање на нови работни места, исто така ќе се зголемува и континуирано поддржана со економските параметри платата во Република Македонија, односно ќе биде попривлечна за младите луѓе да останат тука во државата. При денешната работна посета на ТИРС Прилеп беше истакнато и дека бенефитите од работата на оваа зона, каде веќе 10 години успешно работат 3 странски компании со преку 3000 вработени, ги чувствува и општина Прилеп. А посебно со доизградбата, односно текот на изградбата на патната инфраструктура, Коридор 10, ќе стане уште поинтересна за пласирање на извозната линија на пристаништата на соседните држави и со тоа очекуваме уште поголем интерес како на странски инвеститори, така и се разбира и на домашни. Инаку, според директорот Димовски, во моментов се преговарало со повеќе потенцијални странски инвеститори за нови инвестиции во повеќе зони во земјава.